Овие звуци би требало да бидат аудио илустрација за онаа за што ќе зборуваме во ова издание на Луѓе и места, додека со слика ве носиме по штипските сокаци во центарот на Штип. Поводот за нашето доаѓање овде е да ве запознаеме со еден голем влюбеник во радиоаматерството и светски рекордер во радиотелеграфија, сопственик на 2 светски рекорди, но и на многу први места на големите надпревари. Зоран Милев, повеќе од 30 години е пасиониран радиоаматер. Во време на глобална дигитална комуникација тој припаѓа на оние ретките во цел свет кои не се откажуваат од комуникацијата преку радиобрановите. Се разбира, и денес се користат придобивките од технологијата и тука, но во основа комуникацијата е преку радиоуредите и антените. Покрај ова, тој учествувал во техничкиот старт на повеќе медиуми во регионот, во специфични услови како што е турското радио во Грција или пак радиостаница на бунтовниците во Сирија во мај оваа година. Не ни предпоставувал дека детската фасцинација од она што го видел како дете во радиоклубот во Штип ќе биде негова пасија за цел живот. Ние почнавме цела група деца со конструктори. Да се составуваме транзистори, приемници, порачувавме, купувавме лемилици, делови. По 2-3 месеца видовме постарите членови како седат на еден уред и зборуваат, работат нешто, куцаат, чудни звуци, и антени и уреди. И тога се префрливме во радиооператорска секција, ја изучивме Морзовата азбука, тогаш беше задолжителна, и 81 година беше полагање комисија од Скопје, а обуката ни траеше 6 месеци овде во просториите во Штип, во Народна техника. И првата моја дозвола беше мај месец 81. Тогаш добив право да работам јас самостојно на радиостаница. И од тогаш до денес тој е покрај радиостаницата, работејќи, како што велат тие, со луѓе од целиот свет, остварувајќи досега преку 100.000 потврдени радиоврски. Имаме свој фреквентен план, радиоаматерите, фреквенција на која работиме, поставуваш антена надвор и работи со луѓе од цел свет. Буквално од цел свет во секое време на денот. Може да се слушнеш, значи ги има тие неколку врсти на работа, телеграфија со Морзова азбука, со микрофон, значи зборување, и сега најмодерните и најупотребуваните во светот се дигиталните работи, телепринтерство и неколку други дигитални врсти на работа. Секој радиоклуб или поединец има свој повикувачки знак. Ние имаме Z3 Македонија, сега тогаш бевме Y под Југославија. И секоја одржана врска пожелно е, тоа е морално одговорно да ја потполниш и преку нашата пошта радиоаматерска ја праќаме во светот. Цел за потврдување на земји мораш да имаш карта. Ние имаме дипломи. Основна диплома е 100 потврдени земји. Значи мораш да ги приложиш во Америка 100 картички од 100 различни земји со точни податоци, твојот повикувачки знак, датум кога е направена врската, на која фреквенција. Без тоа јас можам во дневникот да напишам било која врска, дека сум работил и со Сирија, и со Афганистан, и со Пакистан, ако немаш картичка, ништо не ти е валидно. А досега со мојот знак, како Z3, во самостална Македонија веќе 20 години го користиме, имам 30.000 контакти со цел свет, а од порано, кога почнав од 81 сигурно преку 70-80.000 контакти. И самиот признава дека со годините поминати покрај станицата и големиот број потврдени врски, тоа малку издосадува, но затоа сега ужива во надпреварите и соборувањето на рекордите. Скоро секој викенд има надпревар на радиостаниците, но главни ни се 3 надпревари. Ние ги као споредуваме со светски куп, светско првенство и нешто како олимпијада. Имаме сега и радиоаматерска олимпијада, каде што главни надпреварувачи се сојузите. Значи сојузот на секоја држава учествува во тој надпревар. Има два вида надпревари кои траат 24 часа и кои траат 48 часа, значи сабот и недела. И главни надпревари се тие два светски купи, светско првенство што ги така ние споредуваме за обичниот народ да свати што е. Почнавме како деца во клубот.
и она успех да направиш 500-600 контакти за тие 48 часа. Ние се радувавме кога прв пат минавме 1000 контакти, ние бевме најсрекните на свет. Поставување разни антенни, тестирање, пробување. И потоа почна, кога ја земав лиценцата за да имам собствен знак повикувачки, собствена работа, почнавме со тек на време да стекнуваме огромно искуство. Учевме од интернет, од старите, од други големи клубови, патувавме, бевме во Германија на сајм скоро 16 години, каде што среќававме со луѓе, оператори кои беа скоро секоја година прваци на свет. И учевме, собиравме искуство. Во 2002 година екипа радиоаматери од Штип заминала на турскиот остров Бошчада во азискиот дел, со намера да учествува на светскиот надпревар. Тука паѓа и првиот светски рекорд, благодарение на искуството и знаењето на Зоран. Имавме гости од Србија со нас. Земавме секој по една категорија да работи и остана оној најнискиот банд 3,5, каде што и антената е најдолга, 40 метра е жица ако ставаш. И решив ајде да се пробам чисто да се вклучам јас од Турска, да се појавам во надпреварот, да ме има. Дојде нашиот домакин Турчин, кој беше домакин на вилата и кажа имам јас една америчка антена, специјална за тој банд, дај ќе ја поставиме неа, супер ќе работи. Во четвртокот вечерта ја поставивме и ноќта пробавме, антената прегоре за 5 минути. Америчка антена. И во петокот, кога се разбудивме, кога станавме утрото, собрав тамо со моите пријатели парчиња жица, баш буквално парчиња жица, ги врзавме, направив антена од 40 метра е долга, ја закачивме на столбот што беше во дворот, а крајевите доле на оградата од куќата. Почна надпреварот, тргна релативно добро. И веќе кога бевме при крај едно 3-4 часа, ги споредувам резултатите со претходниот рекорд, гледам дека веќе сум на ивица да го соберам рекордот кој го држаа русите, работеа од Кипар. И успеав на крајот, го соборив рекордот, поставив нов рекорд и на Азија и светски. Тунис е локацијата од каде што во 2008 година Зоран го постигнал својот втор светски рекорд. И овде во интересни и специфични услови. Најдов еден радиооператор од Тунис, му пишав имејл, добив одговор, мораш да добиеш документ од влада. Се поврзав со владата, добив формулари, ги потполнив и беа експресно брзи. За 7-8 дена јас добив веќе дозвола за да влезам во Тунис и тие го одбираат клубот каде ќе бидеш сместен. Ми одбра и човек кој ќе биде 24 часа со мене. Имав проблеми на влез во Тунис, на аеродромот 3 часа ме држаа. Сите контроли можни, го повикаа и доктор Халим кој ми беше домакин да потврди дека директно ќе одам во клубот и нема никаде да шетам. Влегов во Тунис, се сместивме, бев во радиоклубот, ме изненади колку се децата заинтересирани таму за радиоаматерство. Беа срдечни, гостолюбиви, беа одлични домакини. И кога дојде моментот да ми почне надпреварот, точно во 2 часа по полноќ, петок према сабота, одам во радиоклубот, отклучувам, ја вклучувам станицата не работи. Точно на старт на надпреварот. Имав пријател во Штип кој знам дека во Гевгелија, знам дека е вклучен, дека работи, му пишав SMS порака, ми се јави телефонски и ми кажа дека екипата од Србија е во Тунис, во главниот град, јас бев во Сус, имаат резервен уред. До 3-4 утрото ги баравме по телефон, не се јавуваа. Јас сигурно саат или 2 шетав околу радиоклубот, по улиците, од нервоза. И кога се вратив во апартманот да се одморам, да смирам нервоза, ми се јави Ране од Тунис и кажа ме бараш. Да, викам немам уред, расипане, вика земај такси да оѓе во Тунис. Земав такси директно во Тунис, уред, се вратив негде 4 после пладне. Веќе надпреварот почнат 10 часа поминаа. Се вклучив и почнав веднаш со работа. До недела вечерта работев и не гледав што работам. Баш буквално од нервоза, од проблеми. И кога заврши надпреварот, морав итно во 2
ноќеска, да фаќам такси, да го враќам уредот назад, затоа што ти има лет веднаш во понеделник, а јас дури во четврток. Го вратив уредот, се враќам во клубот дома и уклучувам интернет, се слушнавме со пријателите од Гевгелија и ми велат имаш нов светски рекорд. Викам, зафркавате. Не е стварно, провери, ми пуштаат линк од Америка, пријавени резултати, вика нов светски рекорд. И тогаш настана славие со домакините мои, комплет јас бев со фамилијата и уште еден радио оператор момчило од Штип, многу добар другар. Заедно и јајде во ресторан, прослава, во клубот до 24 часа не излегувме од клубот со прослава. А причини за славие е имало и годинава, кога во месец мај во Сирија Зоран технички го стартувал локалното радио на бунтовниците. Бидејќи немало струја, луѓето таму на своите мобилни телефони првите песни кои ги чуле на нивното радио биле токму на македонски. Јас пред 6-7 години го отворив првото турско радио во Грција, во Комотини и во Ксанти. И преку тогаш кога монтиравме во Грчка, се запознавме со истите луѓе кои ги донираа средствата за радиото во Сирија. Добив покана да монтираме, да отвориме едно радио, она што го велиме клучна рака. Опремата беше пренесена комплетно од нивна страна, мој беше само авион, да патувам тамо, да монтирам, да пуштам музика, да ги обучам техничарите и да се вратам назад. Беше интересно, нормално со страв. Затворени граници, исклучиво сириски граѓани со сириски автомобили можеа да влезат и излезат преку границата со Турска. Ме пречека, дојдов во Газиантеп, каде што бев сместен, ме зедал со кола и патуваш во непознато. Нормално има страв голем, но кога стасавме во градот, кога се сместивме, гледаш дека луѓето си работат нормално, војната на тој дел поминала веќе, точно дека има оружје скоро секој дете, секој човек, но мирно, беше мирно и беа пресрекни што добија своје радио. Кога заврши комплетната монтажа, го вклучивме, опремата целата вклучена на агрегат, немаше струја, јас кажав, прв седнувам, прв пуштам песна. Јас пуштив првите 15 минути во етер одеше македонска музика, забавно. Само 15 минути македонска забавна музика и потоа останав од миксета и дозволив да продолжат со своја работа луѓето. И сепак и размислуваш за радиоаматерството таму. Затоа што во Сирија постоја само двајца радиооператори кои беа доста активни, но со тек на времето згаснаа. И со разговор со луѓето таму, домакините, ми кажа дека знаат што е тоа и дека кога ќе се смири ќе биде се во ред таму, дека слободно можам да бидам нивен гостин да работам од Сирија. Пасионираноста на Зоран за радиоаматерството ветува сигурно уште многу рекорди во иднина. А во најблиска иднина, за точно 7 дена, ние ветуваме уште една луѓе и места, но овој пат кај некои други луѓе на некое друго место.